Компании во мирување, одложени инвестиции на печалбари. Вака ја оценуваат моменталната ситуација на пазарот од агенцијата ИСА од Тетово, која веќе 22 години поддржува мали и средни предпријатија во Полошкиот регион. Според Неби Јусуфи, за време на ковид пандемијата најголем проблем има извозните предпријатија, но со војната во Украина и оние кои работат на регионален пазар. Недостатокот на суровини и репроматеријали, порастот на трошоци за транспорт ги натера компаниите или да работат лимитирано или да го сопрат производството, додава Јусуфи. Производствените предпријатија, тие се директно, а услужните имаат друг проблем. Со појавата на сега крицата за војна, веќе луѓето што им планирале, да кажеме, наречено на пролет сегаш, во нашите региони така познато. Пролета и летото ќе доаѓаат и луѓето што при време работат во странство и инвестираат по разни основи. Сега веќе имаме во разговор со фирмите, веќе некако нема нарачки, нема договорување на нови работи. Некако сите мируваат. Чека да се стабилизира за да после почнат со новите инвестиции или да инвестираат. Се додека е вака ситуацијата за нас е статус кво, а всушност тамо кај што е кризата не значи добро. Али кај нас сите фирми работат на ниво на минимални капацитети или тие што веќе ги има договорени обврски ги тера да ги реализираат во пракса. Според универзитетскиот професор Гадав Реджепи, оваа година предвидувањата за пониска инфлација и поголем раст не се исполнија, затоа што украинската криза дополнително ја отежна целата економска ситуација во земјава. Реджепи вели дека како држава стоевме релативно добро во однос на регионот, но продолжува да биде тешко, поради што мора да бидеме многу внимателни во однос на задолжувањата. Ние мора да бидеме многу внимателни во однос на дополнителни пакети, зашто никој не може да предвиди точно кога ќе престане целиот овој конфликт или војна. Не може никој да предвиди што ќе се случи со дополнително со ресурси или дали ќе имаме со синжирно снабдување, каде може нешто друго да избие некој друг проблем. Така премногу внимателни во тој сектор. Мислам дека малку прелесно некогаш презиравме може под влијание, не можам да кажам политички или економски, но прелесно влегувавме во нови пакети кои беа или огромни тие пакети и мислам дека тука мора да се внимава многу пополека да се интервенира на пазарот, да се создаде добра инфраструктура, ама не да се оди со директна и таква социјална помош премногу брзо. Реджепи вели дека се очекува стабилизирање на домашниот пазар со смирување на целокупната глобална економија.